Добар ден повторно. Ја најавив темата, го најавив гостинот. Добар ден за Филип Петровски, доктор на политички науки, поранешен директор на Државниот архив на Република Македонија, дипломат, поранешен пратеник и директор на библиотека. Градска библиотека. Градска библиотека. Да. Единствено логично прашање како почеток, Филип, на разговорот со вас ми е дали кога пред 20 години, во 97 година, ги предводевте како студент, ги предводевте студентските протести против наставата на албански јазик на тогаш Педагошката академија, чинам дека беше. Да. Во еден момент помисливте дека ќе дојде ден кога ќе зборуваме за намалување на статусот на македонскиот јазик. Да. Кратко и јасно, а сега ќе образложам зошто да. Ние како интелигенција, а ако признаеме дека студентите се интелигенција на еден народ и идните мотори на општеството, согледавме 97 година дека она што се прави со албанскиот јазик на педагошкиот факултет или педагошката академија не е образовно прашање, туку е политичко прашање. И тоа беше 97 година разрешувано како политичко прашање од страна на господинот Бранко Црвенковски. Тој, кога протестиравме, ние ни вети дека нема да се донесе тој закон, се отиде на зимскиот распуст, студентите си отидоа по своите домови, најголем дел надвор од Скопје, и за време на тој распуст тој го донесе тој закон, што подоцна еруптираше со тие протести, каде што ние всушност укажавме дека се напаѓа директно македонскиот јазик и дека второ се напаѓа унитарноста на Република Македонија, што ќе се покаже 20 години подоцна како точно. Она што тогаш и сега е заеднички содржател е дека нас, кои што ја браневме унитарноста на државата и укажувавме на штетноста за темелите на државата, не прогласуваа за фашисти, и тоа истите луѓе кои што го бранат и денеска ова што се случува, да именувам од Геровски па медиумската камарила на владеачката хунта, односно насилно инсталираната влада на СДСМ. Згреши ли ВМРО-ДПМН што и како победник на изборите остана надвор од позиција да формира влада само затоа што не ја прифати тиранската платформа? Тука го црпам прашањето дека јазичните права, како што некои сака да ги нарекуваат, односно сега воведувањето на двојазичноста произлегува од тиранската платформа. Тиранската платформа, која веќе ја спомнуваме, е еден многу сериозен и опасен документ за постоењето на Република Македонија и грешка е да се смета дека таа е на Еди Рама. Еди Рама само беше реафирматор, односно промотор во декември, собирајќи ги албанските партии, за да ја означи символиката на создавање на голема Албанија, врз основа на документ кој што е издаден од Албанската академија на науките во 1998 година. За жал, во македонската јавност многу малку се знае дека таков документ воопшто постои, а покојниот Димитар Мирчев го објави во една своја книга, каде што ги објави сите комшиски доктрини за големи држави. И врз основа на тој документ кој што е објавен 1998 година, а е одговор на на меморандумот на Српската академија од 86 година, на кој што се подпираше национализмот и големосрпската идеологија на Милошевиќ. Значи, Албанската академија му одговара десетина и нешто повеќе години подоцна, и во тој документ јасно е зацртано дека голема албанската држава треба меѓу другото да се изгради и врз територии на Република Македонија, како и територии на Грција, но и територии делови на Србија и делови на Црна Гора до Подгорица. Значи, во суштина, она што се реафирмираше во декември, се подпира на еден многу поопасен документ и ВМРО-ДПМН никако не смееше и не можеше да го прифати. Тоа резултираше со одење на ВМРО-ДПМН во опозиција, но тоа резултираше со донесување на власт на една марионетска и квислиншка влада, која што е подготвена за некои луѓе да седат во фотели, да ја промени суштината на државата, сега со јазикот, утре со кантонизација, на крај со федерализација и со промена на име, кое што веројатно ќе верифицира
повеќе небитни етникуми, но еден етникум кој што се подпира на други две држави, кој што ќе бара право да се обединува на таа линија. Во контекст на тоа јас си ги донесов овие книги, кои што за среќа успеав за времето дека бев директор на Државниот архив на Република Македонија да ги објавам, да ги спремам за објавување. Насловот е Албански екстремизам. Станува збор за едно монументално издание од 4 тома, односно 4 книги, 12-тиот том од црните страници на УДБА. И ова се документи, околу 4000 документи, кои што всушност се предадени од страна на тајните служби во Државниот архив на чување. Државниот архив во една поголема збирка ги објави во два дела. Минатата година 16 книги и оваа година 14 книги. Сега овие 4 книги јасно покажуваат една тенденција од 50-тите години на минатиот век, па се додека се формирани тие досија некаде до крајот на владењето на Фрчковски со Министерството за внатрешни работи, а во одредени делови и на Павле Трајанов, бидејќи добар дел од досијата се затворени, особено ние на ВМРО ДПМН што е следено во време кога Павле Трајанов е министер за внатрешни работи, односно 2000-та година. Но овие досија се формирани и проучувањето на документите што се внатре ја отцртува и ја потврдува, ако сакате, ја потврдува онаа теза која што ја пласира Албанската академија на науките во 1998 година, дека крајна цел на сите албанци мора да им биде обединувањето на сите територии каде што живеат албанци. А тоа е во овој случај и половина Македонија. Така што, да сумирам, ВМРО ДПМН не можеше и не смееше да ја прифати албанската платформа на Еди Рама, која што беше подметнување, бидејќи аналитичарите кои што ги донесоа на власт овие квислинзи и оваа марионетска влада, точно знаеа која е црвената линија која што нормален македонски политичар, граѓанин, ако сакате и патриот, бидејќи патриот го сметам конотацијата на зборот е позитивна, а не негативна, како што некој сака упорно да ја представи од оние 120 пиарџи што ги има владата, кој што е еден левијатан, еден грозоморен апарат кој што ја навјаснал јавноста и сервира буквално како треба да размислува, бидејќи 120 луѓе, ќе се согласите, кои што работат усогласено на тема како да го исперат мозокот и да го формираат јавното мислење, е многу добро организирана и скапо платена политичка сила. Така што ВМРО постапи очекувано. Верувајте, странски разузнавачки служби кои што работат на прераспоредување на влијанието во светот, а меѓу другото и на Балканот, многу добро ги прават профилите на сите учесници во политичкиот живот. Па така имаат политички профил и на господинот Заев, и на господинот Груевски, и на господинот Иванов, и мој политички профил. И точно знаат една структура како ќе се однесува. И точно знаат една политичка партија како ќе се однесува. Така знаеа дека ВМРО ДПМН не е подготвено да прифати тиранска платформа, но исто така знаеа дека СДСМ за да седне на власт по секоја цена е подготвено да прифати било што. И ако во тоа време господинот Заев изјавуваше дека тиранската платформа и законот за јазици и двојазичните униформи и двојазичните банкноти се во главите на екстремистите од ВМРО, сега гледаме дека не биле во нашите глави, туку во нивните глави, но со тие 120 пиарџи, они всушност создавале слика, лажна слика кон македонскиот граѓанин, доведувајќи го во заблуда дека нешто лошо прави ВМРО ДПМН, а тие всушност ги лаже граѓаните, а дека всушност тие се честните и дека тие тоа никогаш нема да го направат. Но сега гледаме дека тоа не е така. И гледаме дека секој нареден чекор на господинот Заев е всушност остварување на делови од таа тиранска платформа. Ќе дозволите, јас си земам за право да ги коментирам сите овие работи и во поширока констелација, бидејќи сум доктор по
политички науки и меѓународната политика ми е факт, посебно Обединетите нации, и точно знам како се прераспоредуваат, односно поместуваат фигурите на поголемата шаховска табла, и во релација со историјата можам точно да предвидам или со голема точност да дадам една скица на иднината што ќе се случува. А скицата на иднината не ја даваме по принципот на ваѓање и на гатање, туку се загледуваме во историјата. Историјата не ги дава сите одговори. Народната мудрост вели народ што не ја познава својата историја е осуден да ја повторува. Па така и тоа е запишано на почетокот. Во првата реченица ќе дозволите да прочитам. Народ кој ќе го заборави своето минато нема иднина. Така велат мудрите опитани. Тоа е мојот предговор всушност на црните страници на Удба и на овој том. Затоа што иднината мора да има свое потекло. Така и овие проблеми со кои што се соочува модерната македонска држава имаат потекло. А потеклото, односно правците по кои што се движи албанската кауза се јасни. Тие не се на Еди Рама. Тие се на Албанската академија на науки. Тие се на втемелени на овие документи кои што ги има тука. Тука има, например, еден документ од 1955 година, 6 години по формирањето на НАТО, каде што албанец вели нас ни вети таа организација дека ќе ги обедини албанските територии и ние сметаме дека имаме историско право на тоа. Значи, они не го замислуваат како нешто нејасно во еднината, туку го подпираат во историјата. И во контекст на тоа, многу добро ја разбирам изјавата на господинот Борисов, Бојко Борисов, кој што ни вели не ја гледајте еднината, односно историјата, гледајте еднината. Токму се пледира на тоа да ја заборавиме нашата историја, за да немаме ни еднина, да станеме нешто недефинирано, а на тој начин многу подобро полесно ќе не управуваат и надворешните спреги и оние 120 луѓе кои што се на платен список на владата и на министерствата да ни го перат мозокот секој ден. Поразговараем понатаму и за Бојко Борисов, за неговиот вчерашен престој во Струмица. Освен законот за јазици, оваа влада истовремено игра на повеќе полиња, односно реши да отвори неколку прашања кои што се децениски проблем за Македонија. Договорот со Бугарија, промената на името со Грција, значи обид да се најде решение за децениски проблеми, што не е така лесно, барем јас мислам така. Загреза ли владата повеќе од колку што може да изжака? Апсолутно. Без разлика на поддршката на менторот од страна. Апсолутно. Затоа што индивидуалниот капацитет на членовите на владата горе да познат. Апсолутно дека загриза, се работи за една состојба, како да кажам, имаме, кога правиме диагноза на пациентите, имаме две поедовни точки кои што можам во моментов да ги истакнам. Прво е создавање на еден хаос. Значи, кога ни создаваат хаос, ние нормален човек не може да прати се она што го нафрлаат, кое што е така хаотично направено да они мислат дека тоа што нема да ги пратиме ќе може да помине се. И втората работа е една состојба на еуфорија. Обично болните луѓе имаат таква состојба на еуфорија, кога мислат дека може да направат се. Да беше така лесно решавање на овие проблеми, сигурно дека досега ќе го решеа, ако не владите на ВМРО да помене, тогаш владите на Бранко Црвенковски. Да. Значи, вие не можете да кажете оставаме се на страна, историјата почнува од нас, сега ние ќе ги решиме сите проблеми. Па такви, да не употребам потешки зборови, такви фалинки едвам чекаат околните држави. Да им ветуваш јазик, да им ветуваш промена на име, да им ветуваш се што ќе побараат, да бришеш историја. Зошто да ја бришеме историјата? Еве во однос на Бугарија. Јас повеќе пати и дури во вашата телевизија сум кажал, сум за специјални односи. Број 1 партнерство. Број 1, од сите држави да издвоиме Бугарија да не биде број 1. И има зошто. Прва не призна подуставно име, тогашниот председател Желју Желев, кој што ми беше личен пријател, го убеди Јелцин да не признае исто така подуставно име, ни помагаа да се етаблираме. Многу македонци по потегло живеат таму. Они имаат двоен идентитет, што е нормално.
родени дедовци, баби или родители во Ресен, Охрид, Битола, Тетово, Скопје, ама живеат таму. И ништо не е спорно да имаат двоен идентитет. И да се македонци по потекло, да се бугари. Тоа нема никаков проблем. И ние не сме имале некои проблеми изразени пред подпишувањето на овој договор за пријателство. Што имавме проблеми? Освен националистичките структури. Тоа ми беше едно од прашањата. Дали по се уште не е ратификуван договорот, добро, ќе биде до крајот на годината, барем според најавите. Дали по подпишувањето на договорот Македонија и Бугарија стана подобри пријатели? Се избегнувам јас да го дадам одговорот, меѓутоа избегнувам и да ве наведам, меѓутоа зачестија па шовинистички се изјави на дел од бугарската јавност. Едно господје од Институтот за бугарски јазик вели македонскиот јазик е деструктуриран бугарски или ајде да го преведеме фалсификат на бугарскиот. Председателот на Бугарската академија на науки изброја 1 милион, како што тој ги нарекува, вардарски бугари. Да не го спомнам Божидар Димитров. Да, гледайте, у договор за пријателство треба две држави, односно да лечам политичките и интелектуалните елити да се однесуваат на исто ниво. Значи да ги почитуваме ние нив и тие да не почитуваат нас. Ја пак ја потенцирам. Број 1, специјален пријател на Македонија треба да биде Бугарија. Поради историските релации. И немам никаков проблем да ги издвоиме. И никој не негира дека сме имали историски релации. И никој не негира од страна нити јас лично, нити пак сум чул некој од ВМРО тоа да го негира. Дури ние бевме обвинувани 27 години дека сме бугарофили. Дека имало луѓе кои што трпеле влијание во партијата. А тоа беше све, бидејќи ја добро ги знам состојбите и внатре во ВМРО да помене во овие 27 години, тоа беше се затоа што дел од луѓето беа повеќе склони да читаат историја и повеќе да ја применуваат во дневно-политичкиот момент, знаејќи ги тие релации. Што значи дека ВМРО никогаш не го одбивало тоа, нити пак јас лично. И сметам дека треба да има посебна релација. Но на ваков начин, во ваква констелација, која прифаќате да го менувате внатре системот на државата со двојазичност, која што нема никаква оправданост, со промена на име која што најверојатно ќе биде од интерес само на една страна и со откажување буквално од сите елементи кои што ги содржи нашата држава како столбови, мене ме наведува дека таа еуфорија преминува во болест, а последиците од болеста ќе ги трпиме сите во подолг временски период во иднина. Вие ако сакате од аспект на македонски националист, нас ни одговара федерација со Бугарија, затоа што ќе се обедини Пиринска и Вардарска Македонија и ќе остане за обединување уште Егејска Македонија. Тоа е од нивна перспектива Сан Стефанска Бугарија, меѓутоа од наша перспектива е обединета Македонија. Така што има и друга перспектива. Знаете, не треба само да се гледа дека ние се противиме. Ние не се противиме. Јас како интелектуалец сум тука да укажам на одредени интереси на нашата држава и да укажам на одредени опасности и подводни гребени кои што може да не бидат видливи во моментов. Но ако сакате, сонот на сите македонци е да ја имаат нераспарчена Македонија. И може би Бугарија токму тоа сега го прави. Може би НАТО токму сега тоа го прави. Може би проектот кој што беше во 1878 година на Руската империја, на Руското царство, за голема словенска држава на Балкан, Сан Стефанска Бугарија, која што траеше мошне кратко, беше ревидирана на Берлинскиот конгрес, поради страф на другите европски сили, Британија, Франција, Германија, од преголемо влијание, излегување на 3 мориња, па Румелија, односно Македонија, етничка Македонија и делови од Тракија, се вратени назад на гувернирање на Отоманското царство. И сега они го гледаат тоа како реоформување на таа Сан Стефанска Бугарија, меѓутоа јас можам да го гледам како обединување на поделена 913 Македонија, што не може да не ни одговара. Меѓутоа, дали е можно да се направи? Постои еден документ на ЦИА од 1947 година, кој што вели дека бугарите се сложиле, и тоа е објавено, може да го побара вашата публика онлайн. Тој беше во подготовка во Државниот архив да биде објавен. За жал, поради насилната промена на власта, предизвикана на 27 април
оваа година со државниот удар, тие проекти застана. Значи, документи, Македонија во архивите на ЦИА. Еден документ од 1947 година вели дека бугарите се сложиле да ја вратат Пиринска Македонија и главен град на Македонија да биде Солун. Зошто бугарите би се сложиле? Затоа што во Втората светска Дозволувам војна... дека имам дупки во знаењето, особено за документи кои што не сум имал прилика да ги видам, меѓутоа малце ми нелогично бугарите да се согласат да ја вратат, рековте, Пиринска Македонија со главен град Солун. Да. Па знаете што, Македонија е поделена 1913 година, да не се лажеме дека тоа не го знае и Грција, и Србија, и Албанија, и Бугарија. Сега, во време на Втората светска војна Бугарија е на страна на фашистичката оска и таа требала да плати воени репарации. За да не ги плаќа воените репарации, била подготвена да ја врати Пиринска Македонија, но доколку таа биде обединета и главен град биде во Солун. Тоа е документ на ЦИА. Тоа е објавено онлайн. Тоа не сме го измислиле нити во Скопје, нити во Белград, нити во Атина, нити во Тирана, нити во Софија. Тоа е документ на ЦИА. И ги убедувам граѓаните, вашите гледачи, да го најдат. Ако не го најдат, јас ќе го објавам на социјалните мрежи. Јас го поседувам тој документ. Значи, овдека буквално се одвиваат многу превирања и сега тргнав од 878 Руското царство и големата словенска држава или Сан Стефанска Бугарија, кое што тогаш не му беше дозволено на Русија да го санкционира и беше вратена Македонија. Сега ми се чини дека како контрапункт, контратежа на руското влијание, Европска унија и НАТО ја создаваат големата словенска држава или Сан Стефанска Бугарија или обединувањето на Македонија со овие контексти кои што сега ги гледаме. Па можеме да извлечеме и бенефит од тоа. Но ако имаме една јасна државна политика што сакаме да направиме, а не да трчаме како муви без глава, што барате ова, што барате она, еве ви ова, еве ви она, да не може тоа да се прати, а со онаа машинерија пропагандистичка да се создава хаос кај сите нас. Рековте, ако имаме јасна државна политика, што сакаме? Ноторна вистина е дека никој во Македонија, поточно сите во Македонија, перспективата на земјата ја гледаат во НАТО и Европската унија и Македонија од причини кои што владата ги знае, одлучи на тој пат да оди преку Бугарија. Еве да прифатиме дека Бугарија е до крај искрена, дека нема никакви скриени намери. Можеме ли да помислиме дека преку ноќ ќе се смени филозофијата на размислување? Пред се мислам бугарските политичари, матрицата на однесување, па дури некои историски фрустрации што ги има во Бугарија. Нема да се деси тоа преку ноќ, меѓутоа таму има многу добри луѓе, има многу луѓе кои што се зрели, има многу добри дипломати и политичари, политичка елита кои што ги знаат овие историски факти и кои што не ги злоупотребуваат. Имате и типови како Божидар Димитров кои што се на некој начин марионети на тајните служби и се препотенцирани за да ја тераат радикалната позиција за да дојде у некаква оптимална позиција. Суштината е дека многу добро знаат, оти Македонија била поделена во 1913 година, не може да го прежала тоа од 1878 година. Предпоставувам и ние да сме биле како држава во таква ситуација, да Македонија била, еве да речеме, во Втората светска војна по понудата на Хитлер до Ванчо Михајлов да ја обедини и да ја основа, как по примерот на НДХ на Павелич, да ја направи НДМ, односно независна држава Македонија, па макар и под колаборација со фашистите на Хитлер, на неколку месеци или на неколку години, да издава документи со печати, со архивски броеви, кои што денеска ќе ги отворите и ќе видите вие таквата творба, на која што се повикуваат и големо албанските екстремисти кои зборуваат за голема Албанија од време на фашистичка Италија и окупирањето на Западна Македонија. Значи, практично, тој романтизам го гледам кај дел од бугарските поекстремни кругови, но и гледам една спокојност и смиреност, бидејќи сега ова што се случува ми се чини дека е реализирање на планови на многу поголеми и повлијателни структури од Македонија и Бугарија. И затоа велам, ако НАТО и Европска унија ја создаваат обединета Македонија на овој начин, може би треба да побрзаме, оти историското право на обединување на Македонија ќе зависи после тоа од нас. Значи, во таа насока
ми се чини дека да, треба да укажеме на проблемите што се појавуваат, но не треба да смета дека ние сме против добрососедски односи и специјална релација и најголема блискост со нив. На тој начин ќе ги разоружаме. Бидејќи они сака политичкиот дамен гамбит што се направи. Значи, отварањето на партијата на 27. април, државниот удар и отфрлањето и претходно увертирата со албанската платформа беше да му се намали коалициониот капацитет на ВМРО да помане, да се представи како екстремна партија која што не соработува, креира проблеми внатре со албанските партии, не може да коалицира, креира проблеми со Грција, има проблеми со Бугарија. Не. Немаме со никој проблеми. Ке разговараме со Грција, ама да најдеме заедничко решение, а не нивно решение да прифатиме. Ова ќе му најдеме форма, ќе најдеме начин како да извлечеме бенефит од пријателството, но да не ни го негираат јазикот, да не ни негираат посебноста. И се разбира, може да се унапредуваат и јазиците, но не може да се нагризува унитарноста и преку јазикот, албанскиот јазик, да се отвора врата за создавање на голема Албанија, односно кантонизација, федерализација или некакво отцепување. Значи, ворете се да се разговара и ви велам, радикално беше поставена платформата, која што исто вака му е дадена на Еди Рама, прочита ја сега у овој момент, за да го исклучиме ВМРО од игра. И ми се чини дека тука ВМРО не одигра баш најдобро. Требаше ги согледаме овие сите работи. Требаше да согледаме колку е големината на разместувањето на интересите во Македонија и околу Македонија. И согласно тоа, како зрели политичари, можевме да одиграме подобро. Јас мислам дека македонскиот народ има право да добие извинување од нас за сите грешки, затоа што никој не е безгрешен, но добро знам дека се правени обиди да се извлече најдоброто, најголемиот бенефит, да се зачуваат македонските национални интереси, унитарноста на државата и да се обезбеди иднина, не заборавајќи историјата. Затоа што ќе ви кажам една работа. Кога мене тогашниот премиер Груевски ме праша што мислам за објавувањето на црните страници на УДБА, односно на досијата кои што се предадени од тајната полиција, кои што датираат од 45 до 2000 година. Јас му реков дека мислам дека мора да се објават неодложно. Тој ме праша зошто мислиш дека треба да се објават. Јас му реков поради една единствена причина. Тоа е дека не знам како ние имаме држава кога ги гледам досијата. Затоа што се што е правено од 45-та година е правено да се уништи македонскиот патриотски дух, желбата за држава, желбата за посебност, било каков спомен на ВМРО, било каков спомен на Обединета Македонија и така натаму. Значи, буквално, она што сега се бара од Бугарија и Грција, ревидирање, а сега веќе и од албанските интелектуалци, ревидирање на учебниците, тука е правено. И тука е правено со присила, со апсење, со затвори, со ликвидации, со прогони, со емигрирање, но за среќа останале дел од овие досија, кои што може да ни послужат во еден голем мозаик да ја реконструираме формата на геноцидот кој што континуирано е вршен врз македонскиот народ, за да заборави кој е и да нема потреба за своја држава. И затоа реков, ние мора да ги објавиме, затоа што може да се случи утре пожар или поплава и да исчезнат документите, како што впрочем имаме доказ дека исчезнале. Оти во 65-та година самата комунистичка партија на Македонија, после судирите на Брионскиот пленум, на Тито и расчистувањето со Ранковиќ и УДБА, истото го направиле во Македонија. И тие оформиле една комисија која што истражувала што се случувало од страна на државната безбедност и како таа работела. И еден битен податок, а другото може да се прочита во книгите, бидејќи јас го објавив цел тој извештај во овие книги. Ми се чини дека го има во првиот том или е содржан и во воведот битните поенти. Суштината е дека они откриле дека постојат 135.000 досиеа во 65-та година. И тоа денеска се чуваат во државниот архив 15.000 досиеа.
Јас имам уште еден документ откриено во 2002 година, каде што МВР дава извештај до Собранието на Република Македонија и вели по повод законот за отворање на досијата кој што ги водела државната безбедност, увид во овие 19.500 досиеа кои што ги чуваме, направили толку и толку луѓе. Забележувате дека тие известуваат дека има 19.500 досиеа, но во 2002-2003 во архивот се предадени 15.000, што значи повторно втора тура од 4.000 исчезнуваат и претходно 120.000, што значи дека утре може да исчезнат и овие досиеа. И тоа беше еден од мотивите за да дадеме граѓа за македонската историска наука како било, но и за во иднина да имаат што да истражуваат, да ги објавиме. И ние ги објавивме. Се разбира, тука има многу работи кои што не успеавме да ги објавиме. Оти се работи за преку 600.000 страници, но заедничкиот содржател е дека е чудо како ние имаме држава. И за мене постои едно објаснување. Македонскиот дух е толку силен и нескршлив, што ни еден прогон, ни едно насилие, ни една ликвидација, емиграција, притисок да се емигрира, не го скршиле и преживеал до денеска. И затоа, на денешнава номенклатура, на денешнава структура, ќе порачам дека треба да олабави со притисоците врз тој дух, оти тој дух не може да го скрши, ќе преживее македонскиот дух, што и да се случи, дали и да се подели Македонија меѓу, не знам, 2 или 3 држави, повторно како 1913, дали ако биде анектирана, тој дух ќе преживее. Он има свое ортодоксно, автентично себе постоење на овие територии. И колку и да ги ревидираат учебниците или книгите, не може да го уништат. И тој дух се надвисна, се појави и се оживотвори денеска во Македонија. Тој процес не може да биде вратен назад, може само со насилие, со уништување на документи или со градење куќа врз куќа или џамија врз црква или не знам врз територија, да се проба да се направи историски дискурс во негативна смисла, но нема да се успее. Практично немаме време, меѓутоа имам уште две прашања кои што сакам да одговорите. Македонската православна црква ја расправавме цела недела и не стигнавме, останаа дилемите дали бугарската православна црква е вистинската адреса на која што треба да се бара автокефалноста. Не барам сега одговор од вас за тоа, меѓутоа по вчерашното интервју на, пак ти го спомнам сега, реков нема, Божидар Димитров, кој во некој бугарски сайт. Божидар Димитров е практично неофицијален портпарол на мислите на официјална Софија. Тоа што официјална Софија не го кажува, Божидар Димитров го кажува. Па вчера вели дека доколку Македонската православна црква сака да биде признаена и сака легитимност, треба да се присоедини кон бугарската црква. Непријатно ли е денес да се биде владика во МПЦ? Секако дека е, не е само денеска. Непријатно е да се биде владика и да се биде црковно лице цело време. Македонската црква е на удар цело време од самото свое реоформување. Македонските великосвештеници се под обсервација цело време на тајните служби. За жал има и соработници на тајните служби. За жал во моментов нашата црква е доведена, според она што го слушам, во незгодна позиција затоа што таму некои документи исто така циркулира за некои проневери и можеби таа кооперативност се должи токму на тоа. Но јас би рекол дека е добар потек да се прогласиме да прогласиме одредена црква за своја мајка, затоа што после тоа ќе имаме право да побараме признавање од сите цркви. И не смеме да ги гледаме сите движења во негативна конотација и со отврлување и создавање на отпор. Но ова што го прави Божидар Димитров е провокација и апсолутно се обидува да ја укине посебноста, што не може да успее. И за жал мислам дека бугарската црква нема да ја прифати мамката. Оти има многу сериозни реакции од србите, од српската и од грчката, затоа што српската и грчката ја препознаваат ова ампасан варијанта да ги еден потек
да направиме напред кој што не го испланирале. Така што мислам дека нема ништо да биде од тоа. За крај Петровски ви молам сосема онако со ова е тема што за која сме разговарале милиарда пати. Заев не е човек кој што важи за господар на зборовите. Стојан има потреба да се објаснува, да се дообјаснува. Меѓутоа во Подгорица беше совршено јасен. Бараме ново име за државата. Да. И тука не остави никаква задршка, не остави простор за евентуално повлекување доколку најдена повидок евентуална опасност при решавањето на тој спор. Што барем мене ми укажува дека да, ќе одиме ќе го решиме спорот, не прашуваме за цената. Има ли нешто што Заев успел да го види, а пред него не успеале? Груевски, Бучковски беше пред Груевски, Црвенковски, па Љупчо Георгиевски, па претходно повторно Црвенковски. Знаете што, ќе потсетам на онаа порака што му ја прати по СМС на Мендук Тачи. Ме спремаат од горе. Тоа е одговорот на промената на името. Он е спреман од горе за да го промени името. Ништо друго. Човекот е должен, задолжен, човеков знае дека е должен, целата негова гарнитура знае дека е доведена во фотелите, во позиција да го малтретира цел македонски народ, само за да го решат прашањето. Вие гледате, јас сега да не именувам, меѓутоа вчера бев на еден роден ден детски, бидејќи мојот син со еден висок функционер е во исто оделение од СДСМ. И му велам, викам, имате ли ориентација што правите? Знаете што беше одговорот? Bullet proof сме. Значи, отпорни сме на куршуми. Суштината на bullet proof јас ја разбрав. Имаме грб, имаме заштита и можеме да правиме што сакаме. Не може нам никој ништо. Веројатно во овој момент и е така, но во оној момент кога ќе излезат 100.000 луѓе на улица, тоа ќе биде многу брзо, ќе бидат драматични последиците на ова владење. Петровски, благодарам за гостувањето. Сигурно сте свесен, меѓутоа мислам дека најголемо внимание ќе помине, а и обвинување на ваша сметка, вашето размислување или теза за федерација со Бугарија и конечно стварување присоединување на обединувањето на Македонија. Обединувањето на Македонија. Па ако смеат сите албански екстремисти да зборуваат за обединета Албанија, зошто ни еден македонец не смее да зборува за обединета Македонија? Зошто е тоа табу тема? Не велам дека ќе се оствари во овој животен век, нека се оствари за 5000 години како што чека израелците. Не, затоа и не реагира повеќе го доживев како романтична идеја отколку нешто што има реална подкрепа во јавноста. Меѓутоа има подкрепа во историјата. Добро, ќе имате што пишувате на Facebook овие денови, меѓутоа политичар сте одамна. Имате дебела 120 пиарџи во владата, очекувам дека сега ќе договорат како да говорите на сите, да. Да, нема проблем. Уште еднаш ви благодарам за вниманието. Почитувани вести во 15 до 1 на Алфа телевизија.